Оливера Николова, Светлосна година. Арна. Хелга Кауфман му е девојка на Вили Холер. Така таа вели. И Паула Арент му е девојка на Вили Холер. И Рита Клаус му е девојка на Вили Холер. Така барем велат. Хелга и Паула учат во ист клас како мене. Само Рита Клаус е во друга паралелка. Еден клас погоре од нас. А Вили Холер... Вили Холер како да е во сите класови од нашата гимназија. Што дека учи со Хелга, со Паула и со мене. Тој е нешто постар од нас, од причини што не ги знаеме. Бил ли болен како малечок, родителите ли му се селеле од место во место, но не е важно. Тој е звезда. И како звезда да свети насекаде. Па и сака да се прави постар од сите нас. А колку години има? Ахцен, вели самиот за себе. 18. Треба сите да ме слушате. А може и ги има тие години. Си мислам, само Руди Паер му се смее. Како не му вели? Уште многу лебови ќе изедеш додека да стасаш до твоите 18, Вили Холер. Но и мене, кога сме насамо, Вили ми го тврди истото. Ахцен либе Арна ми вели. И ми повторува. Либе Арна. А мене коските ми се дробат тогаш. Целата сарона ми се распаѓа. Нели Хелга е негова девојка? Нели Паула е негова девојка? Нели Рита е негова девојка? Зошто тој ми вели мене, мајне либе? Само мене ли ми вели така? Никому не кажувам за ова. Не, дури ни на Хелга Кауфман која ми е другарка. Хелга е добра со мене. Подобра и од Паула Арент. Таа машкуданка со газови како топки. Хелга седи до мене на часовите. Се наведнува од време на време за да ми шепне нешто. Некаква смешна забелешка за сметка на своите поранешни другарки. Како да не бидам благодарна? Не кажувам никому за Вили. Пред се, за да не предизвикам ничија завист. Зашто да се биде со Вили Холер е вистинска премија. Сите тоа го знаат. За мене пак Вили е медал. Златен медал. Јас сум обична дојденка во Виена. Моите родители се прости, гастарбајтери од југ, дотркалани овде од планинско село. И името дури му е смешно на тоа село. Вржогрнци. Татко ми е Штрасенкерер, чистач на улици. Мајка ми е скали и чисти по куќите. Како да се гордеам со нив? А родителите на Вили се богати виенчани, трговци. Чичко му пак е оној Херцмански што има синџир од познати стоковни куќи, од кои една е баш на Марија Хилферштрасе. Што повеќе да кажам? Може би и газдата на Мелар Офен е некој негов роднина. Не сум го прашала, за да не изгледам сметкаджиски. Мелар Офен е фабрика за печки и камени. Единствената фабрика во Лизинг, нашиот Бецирк, 23-тиот на Виена. Таа ги вработува речиси сите дојденци што живеат на Левентгласе, мојата уличка. Сега, зошто Вили Холер живее баш ваму, на периферијата, кога е толку богат? Што му треба Лизинг, кога може да живее во близина на Херцмански, некаде во централниот Бецирк во Ринг? Обично, Вили Холер тоа го објаснува со потребата да биде оригинален. Неговите родители биле такви. Оригинални. Барале спокој на мало место. Некому крвта му се забрзува со сообраќајното работење на Ринг. Но некому едноставно му е попријатно да живее со тивкиот ритам на Лизинг, вели Вили Холер. Но при тоа го прави оној негов гест, со раката врз чело, и незабележливо ја криви устата. Дали и Вили поради нешто се срами од своите родители? Можно ли да ми е сличен, се прашувам. Мајн гот, вели Хелга. Сепак е факт нели дека ние од Лизинг, ако сакаме навечер да прошетаме по Марија Хилферштрасе или да потрошиме некој шилинг на сладолед во италијанската сладкарница, сепак првин треба да се качиме на автобусот 64 до Мајдлингер или да слеземе порано, а потоа одовде со трамва или со убан да стасаме на Вестбанхоф. И дури тогаш оттаму да ја здогледаме долгата Марија Хилферштрасе, жилата на нашиот град која баботи и дење и ноќе.
Што дека родителите на Вили Холер се толку оригинални, кога тој мора сето тоа да го прави. Тој дури нема ни личен автомобил, Арна. Му рекле, ќе го добие дури по матурата. Мајн гот, Арна, справедливо ли е тоа према еден Вили, каков што ние го знаеме, на толку богати родители? Засега можел да го вози само Волвото на татко му, и тоа единствено во викендите. Ги голтам овие зборови на Хелга Кауф. Секогаш. Не баре самиот Вили ми ги зборува во уво. Само мене. Заправо, јас за Вили дознавам повеќе токму преку Хелга. А таа е штедра. Го фали и го напаѓа. Баш како негова единствена девојка. Од мене не се плаши. Не и паѓа ни на ум дека можам да и бидам било каква конкуренција. Но навистина, не е справедливо тоа што неговите му го правеле на Вили. Та тоа е звезда, веќе реков. Вистинска. Зар не знаат? Кога тој оди низ училишниот двор, по него оди сурија момчаци. Сите му се обраќаат нему. Сите го сакаат. Сите треперат кога неговата веќе ќе се крене со значење. Дури и се насмевнуваат. Па и кога не им се смее. Само ако на Вили Холер му е смешно. Ако сакате да дознаете што се случува понатаму, книгата можете да ја најдете во продажните места на литература.